Почитувани мои, драги пријатели, поздрав до утринската програма Ја сакам Македонија. Овој пат од средишниот дел на територија на општина Берово. Еден голем поздрав од едно големо село. Село кое што е второ по големина во Малешевијата. Атарот на селото зафаќа простор негдека од 30 на километри квадратни и се издига до сртот на Малешевските планини, каде што се допира со подрачјата на општините Василево и Радовиш. Селското подрачје се протега на западниот брег на река Брегалница и зафаќа прилично голем дел од Малешевската котлина. Ритко село со надморска височина од 850 метри и на само 5 километри оддалеченост од Берово. Во основа селото има мешовита земјоделска функција, обработлива почва, пасишта и ливади и доста шуми. Мое село, село Владимирово. Добро утро. Ајде, добре дошли. Добре дошли во Владимирово. Почитувани мои, драги пријатели, кој е Господ никој не е, кога сака Господ сака. Даде Господ денес да се сретнам и со нашиот македонски музичар Горан Алачки. Горан, добар ден. Добар ден, Перо. Дали грешам ако кажам дека Горан Алачки од село Владимирово? Се разбира. Владимирово е нешто што е мојот живот и можеби мојата иднина. Така, вела дека Владимирово во овој крај во Малешевијата е второ по големина. Можеме да кажеме кое е прво село по големина? Па тоа ќе кажат другите соговорници, меѓутоа за мене Владимирово е најголемото и најубавото. Така. И не е мала работа да човек се определи да после 50 години живење во главниот град во Скопје направам еден чекор и дојдам во Владимирово. Како би го создал, би го направил, би го изградил мојот културен центар, културниот центар Горан Алачки. И еве ту како една како да ви кажам, како еден епицентар на културните случувања овде не само во Владимирово, не само во општина Берово, туку и цела Малешевија. Во цела Малешевија, Македонија, па малци и пошироко, бидејќи овде доаѓаат луѓе од целиот свет. Така е. Коки, мора да кажеме за гледачите на мое село. Ако одиме по невеста во Русиново? Тоа ќе ви кажат наредните соговорници, бидејќи тука се случуваат некои стари ритуали кои што мислам дека веќе се подзаборавени, меѓутоа ќе имате наскоро некои соговорници од помладата генерација, па тиве изворно ќе ви кажат што се случува таму. Постоело некогаш ривалства меѓу селата? Секогаш. Ривалствата се нешто што ривалитетот, нешто што раѓа прогрес, нели? Так. Едноставно. И тоа е убаво нешто и нормално нешто. Еве како нашите љубимци овде ќе ги видите после куќињата кои што градат своја територија овде и не може тука секој да стапне на таа територија, тоа е нивно и готово. Културен центар Гоки во село Владимирово. Да. Од кога е, како е? Тоа е една моја идеја дамнешна. Еве, пред некој ден се навршија 6 години точно од ставање на камен темелникот баш на ова место каде што седиме. И почнав да го градам во, можеби во најтешкиот период кога стана таа епидемија, нели? Позната епидемија по која што времето го мериме пред тоа и после тоа. И меѓутоа, еве, смогнав сили да тоа го направам, да ден денеска да представува еден центар кој што пред се има 3 сегмента на делување. Првиот е едукација, вториот е обединување и третиот е подсетување. Значи, тие 3 сегменти се поврзани помеѓу себе и само така можеме да делуваме и да делуваме пред се на зближувањето, на единството меѓу народот. И не само во општината, во селото овде, него и малку пошироко и подсетување. Ете, пред година дена ја отворивме салата Ванчо Чевдарски, културниот центар додели на славниот диригент
една награда за животно дело, тој беше малку подзаборавен. И ете, денеска фестивалската сала каде што се одржува Фолкфест Владимирово го носи токму неговото име и тоа вечно ќе живее. Имаме доста дејци од ова село. Имаме ова е село кое што важи за има еден сегмент кој што лебди над селото Владимирово, се вика Владимирово село на учени луѓе. Значи многу луѓе одовде, ајде да не кажам, тешкиот живот, маката во минатото ги натерала да емигрираат одовде и да се едуцираат не само во Македонија, него и пошироко низ балканските земји, во балканските метрополи, каде што во борбата за подобар живот се едуцирале и достигнале големи како да кажам, дела и постигнале големи резултати. Јас живеам во Скопје на улица Михаил Левенски, познат лик од село Владимирово, поет, драмски писател, бил и доктор човек. Така е, тој е мој тетин. Ние сме семејство, неговата сопруга, тетка Горичка е, ете, по моментско презиме е Алачка. Алачка, да. И така да ние сме семејство, неговата куќа е тука малку подоле. Така да, убаво е тоа. Да не се забораваат големите луѓе. Секако. Може да збориме вака за село Владимирово. Прво би почнал од Армасот. Некогаш. И денеска. Имало свадби, веридби, веселби во селото, било доста богато со народ. Кој период можеме да го пофалиме? Знаете како, денеска живееме во едно време каде што нормално дека се еволуира. Се менуваат нештата, секој пат ние со носталгија зборуваме за минатото, си викаме, леле, колку беше убаво пред 10, пред 20, пред 30 години. Меѓутоа, несомнено е дека модерната технологија, глобализацијата што ја носи денешницата, си го носат своето. Меѓутоа, како да кажам, старите обичаи се уште овдека се зачувани. Во фон, во позадина оди една музика, денеска има свадба. Во село Владимирово. Ние како да говориме. Така да ќе има и венчавање, што е многу ретко во црквата денеска. Имаме црква во сред село. Свети Спас, позади нас, мислам дека камерата ја фаќа. Една црква која што има своја историја, која што има своји убави и лоши денови, меѓутоа затоа ние селаните тука направивме се да кога избувна пожарот далечната пред, ајде да кажам 13 години, 2004 година, таа изгоре до темел. Меѓутоа, се зближивме сите, се обединивме, направивме доста донаторски конференции, јас направив еден убав концерт во Драмскиот театар, во новиот театар, каде што прибравме доста средства да повторно ја изградиме и на старите темели се разбира и повторно ја осветиме, да ја воскреснеме. И тука се виде едно единство во народот што навистина представува едно убаво чувство кај секој еден владимирец, пошто Владимирово е едно, меѓутоа мештаните не го викаат Владимирово. Него? Тоа е Ладимирово. Ладимирово, така. Многу интересно. Така. Колки можеме да кажеме вака за гледачите на моје село, пошто одам доста по селата. Имам доста примери каде што велат многу тешко синко во селото, нема ова, нема она. Можеме да кажеме денеска еден убав пример е село Владимирово, поготово што денеска сме овде кај вас, како многу луѓе може да покажат дека денеска и има сепак во селата живот. Имаме доста повратници кои што се враќаат во селата, кои што сакаат, како да речем, на некој начин своето село да го издигнат на еден пиедестал. Па видете, тоа е сегментот на миграција, каде што поактуелна е белата чума од што ви ова што кажувате обратната миграција. Сум еден пример за тоа, каде што после 50 на години се повлекувам овде и повлеков нога. Значи имам уште неколку луѓе кои што веќе или дошли или размислуваат во зрелите години да дојдат овде и да уживаат во благодетите на руралната средина. Затоа што, видите, има едно правило. Не е важно каде живееш.
Не е битно каде си, што си, битно е што правиш. Да. Еве, кој би рекол дека овде ќе се роди еден од најубавите фестивали во државата, Фолкфест Владимирово, што ќе биде академија на доените, што ќе биде еден урнек и една лектира за помладите пејачи и музичари како треба да се создава новосоздадената македонска песна. Коки ние ќе се дружиме денеска заедно. Јас ви посакувам топло добре дојде во Владимирово, во културниот центар Горан Алачки. Еве, ние ќе се потрудиме со мојата Марина да бидеме добри домаќини денеска и да ви ги покажеме убавините на селото. Меѓутоа, вие ќе осетите таа енергија која што навистина ќе ве плени. Веќе се осеќам. Поред чистиот воздух, убавата ракија. Така е. Ќе имате доста соговорници денеска, каде што мислам дека еде така комплексно ќе може да малку барем да се опише она лице на селото Владимирово. Ти благодарам. Моје село. Моје село. Почитувани, наша домакинка е денеска Марина Дочиновска, село Владимирово. Добар ден. Добар ден. Добро ни дојдовте. Добро и ве најдовме. Село Владимирово, реков. Што и како? Прво, драго ми е што заедно со Горан имаме можност да ве пречекаме во Владимирово на еден ваков убав сончев ден. А второ, зошто јас и како јас да зборувам за Владимирово, тоа си има една своја предисторија и убава приказна. Да, ма вие сте веќе со години овде. Точно тоа сакав да кажем. Јас го знам Владимирово онолку долго колку што сум со Горан, а тоа е веќе 11 години. Пред тоа Владимирово само сум го слушнала, никогаш не сум била, не знаев како изгледа. Во Берово сум била можеби еднаш во животот, меѓутоа Горан ми го представи со сите своји убавини ова единствено и ретко место, би рекла, во нашево обкружување, и ова беше љубов на прв поглед кон Владимирово. Во принцип, овие вакви места каде што можете да избегате од Скопје, од скопските џунгли, од бучавите, од нечистиот воздух, многу значат. А особено значат пак ако имате свое место, свој татков и дедов камен каде што можете да се навратите како свој на своја. Горан дополнително изгради и нов објект со што направи додадена вредност на старото огниште. И многу ми е драго што од првиот момент, од камен темелникот на културниот центар Горан Алачки, сето тоа некако го правевме, го проследувавме заедно и среќна сум дека тој изгради едно навистина необично и едно од најубавите зданија овде во Владимирово. Културниот центар во село Владимирово ќе трае со години. Секако дека тука не само фестивалот што е, ќе се прошири понатака и со доста, да кажам, писатели, поети и така натаму. Има идни на село Владимирово затоа што е живо село. Јас сум од Мијачкиот крај, потекнувам од Мијачкиот крај. Селото Гари. Со Горан правиме понекогаш паралели како беше можно да сме така диаметрално спротивни, а всушност многу исти и еднакви во размислувањата и во нашите желби кон и погледи на светот, би рекла на крај, затоа што и јас изградив нова куќа на старото огниште на моите прадедовци во Гари, тој изгради овде во Владимирово. Ако погледнете, Гари е исто толку оддалечено од Скопје колку што е и Владимирово оддалечено од Скопје, а и едното и другото се двете најдалечни точки на границите со Македонија. Владимирово на бугарската, Гари кон албанската граница. Меѓутоа, сепак некои нешта се многу исти, да не речем и идентични. Тоа е Рицко село и Владимирово е Рицко село, така да планински села со своја специфика. Битна е тој порив да се почитува традицијата и да се почитуваат оставштините од нашите предци и од родителите.
И тој е роден во Пожаревац, не е роден во Владимирово. Јас сум родена во Скопје, меѓутоа сме инвестирале и сме направиле објекти точно таму каде што не влечела некоја невидлива сила. Така. На дедовите, на огништа, на татковите родни места. Тоа е нешто што не прави среќни на свој начин, и мене и него, а Владимирово и со културниот центар, како што реков, ова е додадена вредност на сите овие нешта што ги споменав претходно. Најмногу од се, можеби, ги сакам луѓето околу нас. Ние веќе си имаме така своји многу добри пријатели и од овде, од комшиите, и малку подалеку, и секој доаѓање во Владимирово за мене е како доаѓање дома, заради Горан. Така. Денеска ќе се подружиме ние со сите пријатели ваши и наши во село Владимирово. Со задоволство сакаме да ги споделиме со вас. Ви благодарам. Владимирци, дека и да сте, на Илинден, дома да сте. Владимирци, дека и да сте, на Илинден, дома да сте. Ова село е наша вистина, Владимирово е наша судбина. Било каде да сме, ке те сакаме, и од сите страни ке ти се враќаме. Мајче, добар ден. Добар ден. Да ни се представиш? Јас сум Малачка Јана од село Владимирово. Тука сам родена и тука ќе остарам, тука ќе завршам. Иначе имам завршено средно текстилно училиште во Штип. Во Штип работех во памушна индустрија Македонка Штип. Тамо добих и пензија. Од тамо добих и пензија и се право вратих тука на корените. Мајче, ти да ни си жива и здрава. Да, фала многу. Да можеме малку денеска да поразговараме за село Владимирово. Важи. Па село Владимирово беше големо село. Сите фамилии беа многу среќни. Работеше се земјоделие. Во селото имаше многу занајчии, имаше ковачи, имаше шнајдери, имаше преку 20 плетачки. Од тие плетачки беше една стрина ми велика, она имаше плетачка, плетеше на цела Малешевија, па и од Радовишко доваѓаше. Имаше во тоа време со волна. Волната се преработуваше, секој чуваше стока, овци, говеда, кози. Тука беа среќни фамилиите, земјоделие, работеше се. Тука имаше доста шнајдери. Шнајдери имаше, машки шнајдери, како Јован Белоски, вујко ми во Јован Белоски, он беше шнајдер за машки одела, костум, палто, такова капут да ти сошие, кај него имаше чираци. После имаше кондурџија, Глигор Белоски, вујко ми Глигор Белоски, он беше кондурџија, правеше кондури, кај него одеа, порачуваше кондури, сандали, машки, женски, значи на сите се. Имаше ковачи многу, имаше занајчи, беше многу развиено селото. Преку 2000 жители бехме во селото, преку 500 куќи бехме во селото. Тоа беше, не можам да ти објаснам, значи школото беше препуно, немаше училници доволно за школото, за учениците. Едни учеа во домо, направија училници, едни учеа тука станицата сега што падна, имаше 4 соби, 4 простори, во неа учеаше помалите деца до 4-то одделение, имаше по 2 паралелки, од прво до 4-то по 2 паралелки, 2 прво, 2 второ, 2 трето, до 60-тите години. Брат ми кога учеше 60-тите години 8-о одделение, беа 50 деца.
Од тога и почнаа да се намалуваат децата. Многу се намалија децата и веќе 70-тите години школото го преселија во Берово. Немаше дечиња за Намалија се многу децата. Така. Мајче, Владимирово важи за големо село, велат големо село. Второ по големина во Малешевија. Точно. Кое би било прво? Збориме за денеска. Сега е прво Русиново. Така. А некогаш? Пожителство е Русиново. А некогаш кое било поголемо? А поголемо беше Владимирово, тука беше општината. Тука беше општината за Русиново, за Мачево, за Владимирово. Тие села ги држеше нашето село, мислам, општината, тие села и Робово. И Робово, тие села ги држеше општината. Да. Ама со емиграцијата село-град многу се намали, многу останахме многу малку. Так. Да, некои пространство, некои се иселија. Кој како заврши факултет, дека се заврши факултет, дека најде работа, там се оформи фамилија, там остане. Так. И со теко на времето селото се намали. Не враќа кон дома среќа и радост. Спомени мисли на раната младост. Огниште и кандило не чува и крепи. Завета наша на камења свети. Важи ли село Владимирово за комитско дуло? Важи. Имало е доста комити, имало е во Малешевијата колибите што ни са по планините, тие имали са јатаци во одредени колиби. Так. Од тие колиби е била и нашата колиба на планината на Материца, таму са се собирали, што викат, Гоце Делчев ја доваѓал 2-3 пати, Гоце Делчев ја држал митинг на нашата колиба. Оти нашата колиба е на високо, има прегледност. Так. Прегледно, гледа се Готен, гледа се Пирин. Гледа се Пирин и Гоце Делчев ја држал митинг. Го држал ја и собирал ја од колибите се народо што е бало и ја држал такво митинг и ја кажувал. Вика ќе дојде ден да би по-лошо. Ако Турска капитулира, многу по-лошо ќе биде. Ќе на турчино постилок знаеш што значи? Така. Подметка на кондурата. Така. А ние го викаме постилок. Постилок го вика на турчино ќе му го цаливате. Ќе дојде многу по-лошо време. И кога капитулира 12-та година Турска, тука се веќе работите расипуват. На нашата колиба се доваѓали Чернопеев. Дедо ми е кажувал навечер кој ќе седнеме пред огнишчето на жив огин на колибата и ќе ни објаснува за неговото детинство. Он е бил 14 години, дете од 8 години веќе знае се. Знае се, тука се доваѓали Чернопеев, Даме Груев, он го викаше Дамјанчо. Дамјанчо доваѓаше тука на нашата колиба, Чернопеев са пејали. Гоце Делчев е неколку пати бил. Последно кога е бил Гоце Делчев на колибата, било е зимно време. Зимно време за да го испрати са бајлето Гоце Делчев, што има снег, Гоце Делчев, дружината негова која са тргнали веќе надоле низ коријата да се симнат до главниот пат, он со стоката назад по нив, да трагот да го избришат, да не се гледа трагот нивните стапки по снего, што е траго да до каменица некаде високо ги отпратил и после се они заминали. И после Гоце веќе Делчев не е имал време да се јавува по Малешевските планини тука до организацијата. А нашите дедовци одиле се на пазар во Солун. Дали ќумур ќе однесе, ќе сгори во планината ќумур, дали нешто ракија ќе однесе или стока, или овци ќе откара на пазар, или говеда ќе откара, да земе пушки, да земе, не е имало тога и продавници тука, да земе петролеј, да земе шекер, да земе сол. Да, и да се сретнат со организацијата. Во Солун са се собирали. Там са се собирали, кој што треба да работи, кој што треба и задача да добие. И така наша колиба е това. За време нашето детинство, кога загрмеше дожд, многу трещаваше подабието. Ние не знаеме од што е. Викаме комшинските колиби не ги трещава там, кај ништо не трешава, кај наша колиба мора гром да удари. 19-та година пожар во шумата, еден од човек да запали това странишчето од нивата,
подлизне ветеро, шумата дојде до нашата колиба. Па нашата колиба е коријата, дабјето наоколо биле се пуни муниција. Од комитете што не са могли да носат, Да. криле се во шуплините на дабјето, во корењата на дабјето, шупливи корења, криле се, и кога пукаше, това не да гасат од пожар, тука се криле полицијата и шумската полиција од тука, што са биле, за да не ги погоди некој метак. Така е, мајче. И така тоа се смири, сега веќе немаме толку громови. Да ти даде Господ здравје. Фала многу. Како ги кажуваш овие работи како жив сведок? Па тоа ми е жив сведок од дедо ми. Дедо ми, кој ќе седнеме на огнишчето, братучет ми Благој, Горица, братучетка ми, на Чичо ми Ѓеро, ќерка му, тетка ми Зора, јас, брат ми беше малечок 2 години. Кој ќе седнеме и он ќе ни заприкажува до никое време. До никое време ќе ни прикажува за неговото детинство, за татко му како е одил на пазар на Солун. После дедо ми одил на пазар на Солун, додека е немало граници. Границата додека не била поставена. В Солун са биле највеќе за пазар. Значи, се што имало, тоа се е продавало. Да се купи нешто што треба, тука што го нема, тука што го не може да се произведе, што не може да се купи, одиле се во џумајата. Са што е во Бугарија, во џумајата се одиле на пазар, во Струмица на пазар, во Радовиш на пазар, во Виница на пазар се одиле. Значи, Малешевијата е била, нашето село е било трговско село. И кумитско, и трговско. Значи, луѓето са се снаваѓали да дојде до паричка. До пара да дојде. Ајде да збориме. Денеска со село Владимирово. Денеска село Владимирово е многу намалено. Многу намалено. Школото ни е во Берово. Школото ни е празно. Училиштето е празно. Празно е, нема ништо. Да, празно е. Децата одат во Берово на школа. Од прво до 8 деление. Па после одат во гимназија. Мајче, црква на сред село? Црквата на сред село ни е Спас, Свети Спас, Христово вознесение. Она е правена 1844 година, 43-4. Во неа са градили нашите мајстори. Тука е градил и мојот препара дедо на дедо Кост, на дедо Коце, татко му Златко, Алачки Златко, и он е градил, на црквата е работил, на црквата првата, кога са се туриле темелите на црквата. И селска слава е Селска слава ни е Спасовден, да. Ајде уште една работа сакам да те прашам. Да ни кажеш како било некогаш свадбата во село Владимирово. Свадбата во село Владимирово се почнуваше од четвртоко. Четвртоко момите собираше, фамилијата на младоженецо собираше моми да одат, да канат селото. Да го канат селото. Да со покана, да носеаше бомбони. Бомбони носеаше и ќе ти дојдат со бомбона и ќе те поканат да доеш на свадба. На свадба. Цело село се канеше. Немаше изминување. Во салата ни се правеше свадба. 500 луѓе собираше салата на свадбата. Тоа беа пуни маси, пуни клупи. Да, тука оро имаше на средината. Тука се венчава во црквата се венчаваше, во местната заедница се регистрираше, регистрацијата беше се беше тука. Се беше тука. Богато село, живо село. Порано дојдеше недела, момите и ергените во недела ќе до 4 сато работат. Од 4 сато спремаа се и на оро. На Мегдане оро се направи, моми, ергени, па и стари идат, остават работата се во недела. Идат на оро на Мегдане, играње, музика свири, имахме 3 чифта музика тука. 3 чифта музика, а имахме и од Ратево доодеа ратовските тапање. Зурлите ни доодеа и нихи канеа.
Да. По до 8 сато надвор играње, после 8 сато влезат во салата младите, па игранка имаш. До 12 сато, забавуваше се до 12. Многу беше убаво. Многу луѓето беше среќни, да ти кажа. Млади бракови одеаше на игранка, младите ергени моми одеаше на игранка, таму се бендисуваше, таму се средбите си ги што викат запознаваше се и така се бендисуваше и така се договараше која мома, секој ергени која мома е бендисал. Да иде од дома да потера, па те прати стројници, па ќе иде од дома ќе потера. Па дали ќе дадат, па дали ќе дадат. Ако не ја дадат, па беганка ќе иде. Па беганка оди. Имало и тоа. И имаше и тоа, и беганки имаше, немаше тука. Кога момата сака, кога момата сака, се може. И кога момчето и момата сакат, се може, да. Мајче, што мислиш, дали ќе се вратат тие убави времиња? Не се враќат веќе. Не? Не. Тие адети ги нема веќе. Стана модерно време. Сега веќе во кафичи одат младите. Да. Нема веќе во сала игранки. Немаше. Имахме летна плоча горе над селото, на премката, летна плоча, па таму летно време на отворено игранки се правиш. Сега свадбите по ресторани и по хотели. По ресторанти, ја свадбите по ресторанти, да. Иначе венчавки паод има во црквата да се венчава, ама регистрацијата е во Берово. Сето тоа е во ред, нема што. Да, нема во ред. Меѓутоа, мајче, свадбата е еден адет. Убав. Ако правиш свадба... Почнеше од канењето, па после момата кани во селото, па во сабота вечерта беше моминската свадба, татко и прави свадба, тука одат поканетите со подароци, носеа, тогај се носеше за моје детинство на свадбата погачи. Секоја доматинка погача ќе меси, ќе замота убаво во пешкир, ќе замота, ќе врзе и поклон ќе купи. И поклон, со поклон, ако носи тепција, ќе тури граф во тепцијата, да не е празна тепцијата. Или боб ќе стави граф, што го вика, боб ќе тури или тако. Кој тенџере, немаше флаши. Ако ти донесе некој флаша шише со ракија, ти си богат. Богат. Значи, утре пред гост имаш шише ракија да принесеш, да го почастиш. Немаше стакло. Немаше. Това беше кътно. Немаше и затова секој што младите кога се прави свадба, това инвентар се собере, што викат доматинлук се собереш. Да, убаво беше. Многу убаво. Да ни си жива и здрава. Навистина немам што. Сакам да те прашам уште едно нешто. Кажи. Зошто е Владимирово? Од кај влече името? Кажати Владимирово по Владимир. Така? Владимир што се е населил тука, прв се е населил и прв ја отворил фамилија тука. Биле двајца браќа, така? Двајца браќа. Едено во Русиново, едено во... И затоа Русе е бил во Русиново, а тоа тука дошел. Да, дошел и после се населували од многу страни. Од многу страни се населували тука. Значи има повеќе населување. Како ти кажам, како кумитско село, кој направи бела на турците, дое тука во тие грмушки на отвори, расчисти, направи куќа. Така. Да, и така се оформирало селото. Така се формира село Владимирово. Да, и така постои селото Владимирово. Ама ние го викаме Владимирово. Владимирово. Да, Владимирово. Значи буквата В некако буквата некако ни е потешко да кажеме Владимирово. Како и да е убаво село. Убаво село е. Убаво, само ни е замрено, многу ни е замрено, да. Навистина и Владимирово е убаво село и Владимирово е убаво село. Да. Да си ни жива и здрава. Фала многу. Имаш многу убаво име, многу е опеано во песните. Опеано е во сите песни. Нема песна не опеана, дури Тозовач пееше за Јана. Така е. Да, и он пееше за Јана. Јана Алачка. Јана Алачка, Остани ни со добро здравје. Фала многу. Во периодот од 1950 до 52 година, селото Владимирово е некогашната општина Владимирово, во која што влегува само селото Владимирово, немало други села. Од 52 до 55 година,
Селото Владимирово е општина Владимирово, меѓутоа овој пат влегуваат и селата Русиново и Мачево. Од 1955 до 1996 година селото потпаѓа по големата општина Берово. Од 1996 до 2004 година селото пак потпаѓа по големата општина Берово. И се разбира со последната територијална поделба на Република Македонија од 2004 година, селото потпаѓа под некогашната општина Берово па се до ден денес. Останете ми со добро здравје, моје село, до гледање. На свети спас кампаните бијат за ден векове на Владимирово оро се ви